И Синот Божи Исус Господ рече: Јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа кај Таткото освен преку мене. Затоа одете по целиот свет, поучувајќи и проповедајќи го Евангелието на секоја личност до најкрајните делови на земјата. InTouch, поучувачка служба на доктор Чарлс Стенли. Следно на InTouch. Разгорување на пламенот на нашата служба. Се уште многу јасно се сеќавам на овој извореден проповедник како стои на бината и проповеда порака што апсолутно ми го трогна срцето. Не само што го слушнав, туку и го гледав. Имаше нешто во него што навистина ми го возбуди животот. Бев толку возбуден да го слушам затоа што никогаш порано не го бев слушнал. И воопшто не бев разочаран. Помислив, мил Боже, каква прекрасна работа си направил во животот на овој човек. Потоа поминаа неколку години. Тој дојде во оваа црква и проповедаше пробуда. Се сеќавам точно каде седев. Седев токму таму од таа страна на крајното селиште. И бев толку возбуден. Тој проповедаше цела недела, една исполнета недела. Ниту една душа не се возбуди, апсолутно ништо не се случи. Тоа беше една од најсмртоносните недели што некогаш сум ги поминал во мојот живот. Се сеќавам како седев таму со ужасно измешани емоции. Едно од нив беше чудење, дека човек чие срце толку пламтеше за Бог пред неколку години, некако можеше да згасне. И второ, страв и размислување. Боже, дали ова некогаш може да ми се случи и мене? Понекогаш ние мислиме дека за да згасне пламенот во срцето на човекот, тој мора да стане либерален и повеќе да не верува во Божјото Слово или некој голем грев во неговиот живот. Но вистината е дека ниту едно од овие не мора да биде така. Пламенот, таа вистинската длабока трајна мотивација, тоа будење во срцето на човекот, која што е таму кога првпат почнува да го проповеда Евангелието. Тоа не значи нужно дека тој мора да престане да верува во Божјото Слово или да падне во некој чуден грев. Но нешто, некои работи или ставови почнуваат да се менуваат во животот на една личност. И тој огромен пламен, таа енергија, тој потик, таа моќ, нивното помазание од Бога исчезнува. И ние си ги поставуваме прашањата. Зошто? Тоа треба да биде нешто што не само што не восхитува, туку треба да го исплаши секој Божи маж и жена што му служат, бидејќи нема исклучок, нема плато и нема место во животот каде што можете да избегате. Или одиме послушно пред Бог, или нешто се случува со пламенот што ни го пали срцето. Сакам да прочитате во 2 Тимотеј, бидејќи насловот на оваа порака е Разгорување на пламенот на нашата служба. Разгорување на пламенот на нашата служба. Во 2 Тимотеј, прво поглавје, апостол Павле опишува на младиот Тимотеј, дискутирајќи за некои прашања поврзани со црквата. Но првенствено, тоа е збор на охрабрување за него, како и збор на поука. Забележете го почетокот на стих 3 од првата глава. Тој вели на него: му благодарам на Бога, кому уште од прародителите му служам со чиста совест, додека постојано те споменувам во молитвите своји дене и ноќ. Копнеам да те видам, сеќавајќи се на твоите солзи, за да се исполнам со радост. Тој вели: зошто се сеќавам на искрената верба во тебе, која прво се всели во твојата баба Лоида и во мајка ти Евника, и убеден сум дека ја има и во тебе. Затоа ти напоменувам да го разгориш одново дарот Божи, што е во тебе преку полагањето на моите раци. Зошто Бог не ни даде дух на страв, туку дух на сила, љубов и дисциплина. Сега сетете се дека апостол Павле му пишувал на младиот Тимотеј, кој сега бил пастор или барем проповедал во црквата во Ефес. А Ефес бил голем религиозен центар, голем трговски центар, голем политички центар на Азија. Храмот на Дијана бил таму и целата проституција што била измешана со целото нивно обожавање. Тоа било ужасно место за служење на Бог. Тука младиот Тимотеј проповедал и Павле, познавајќи неговата личност и знаејќи го неговиот карактер, знаел дека му е потребно огромно охрабрување. Запомнете дека Тимотеј го немал посланието до римјаните, посланието до Филимон или до Колошаните и Ефесијаните и сите овие. Тој го имал само она што го научил апостол Павле и секако вистините од Стариот Завет што ги научил
научил. Значи, тој го немал она што јас и ти го имаме. Тој не можел да отвори еден стих овде, да се врати на еден пасус онде и да се охрабри. И така, апостол Павле се обидува да го охрабри. Тој сака да го охрабри во неговата служба, затоа што гледа и детектира дека овој пламен трепери само малку. И така, она што би сакал да го разгледаме во овој пасус е следново. Наспроти позадината на она што се случуваше овде во животот на Тимотеј, што е со вашиот живот и што со мојот? Како ние повторно да го разгориме овој пламен, ова горење, што Бог го запали во нашето срце, кога не повика да го проповедаме Евангелието, за да го поучуваме неговиот збор. Не само во тие служби, туку и во која било служба што некој може да биде повикан. Без разлика дали станува збор за пеење, поучување, администрирање или што и да е тоа. Но во секоја област, истото што му се случи на човекот, што го споменав пред неколку моменти, може да му се случи на секого. Интересно е што тоа сигурно почнало да се случува во животот на Тимотеј, затоа што во првото послание до Тимотеј, ако забележите, во 14 стих од 4 глава, тој му вели овде во 13 стих, му кажува за обрнување внимание на читањето на Божјото Слово и така натаму. Тој вели во стих 14. Не го занемарувај духовниот дар во тебе, тој ти беше даден преку пророштво со полагање раце од страна на свештенството. Потруди се со овие работи, на тоа предади се, за да можеш да напредуваш, твојот напредок да биде видлив за сите. Така, тој ја откри во него можноста овој пламен да почне да трепка. Потоа, ако забележите во 6 глава од прво послание до Тимотеј, 20 стих му вели: додека го завршувате оваа послание, тој вели: О Тимотеје, чувај го она што ти е доверено, избегнувај празно браборење и спротиставени аргументи за она што лажно се нарекува знаење. Тој вели: сети се што ти е доверено. Доверен ти е повикот, доверен ти е дарот, а Бог не го повикува секој човек. Не му дава дар на секој човек подеднакво. Тој вели: не, ти го чувај она што ти е доверено. Она што Павле се обидува да го направи е да го охрабри, како и да го предупреди. Сега, кога ќе дојдете до овој пасус во второ послание до Тимотеј, верувам дека апостол Павле се обидува да го охрабри Тимотеј на 4 начини. На 4 начини на кои сите ние треба да бидеме охрабрени повремено. Ке забележите, почнувајќи од поглавието, тој вели во 3 стих: му благодарам на Бог, кому му служам со чиста совест, како што правеа моите прататковци, бидејќи постојано те споменувам во моите молитви дење и ноќе, копнеам да те видам, сеќавајќи се на твоите солзи, за да се исполнам со радост. Едно од начините на кој сакаше да го охрабри е да го потсети дека го сака. Тој размислуваше за него и го сакаше. Не е ли вистина дека еден од најмотивирачките фактори во целиот наш живот, на сите нас кои му служиме, е да дознаеме дека некој не сака и дека некој се грижи за нас. Не е доволно што сите не сакаат. Многу е важно некој да не сака. Некој да се грижи за нас и некој да каже: те сакам. Некој да каже: се грижам за тебе и ме интересира што се случува во твојот живот. Вториот начин на кој тој, верувам, сакаше да го охрабри беше овој. А тоа е, тој сакаше да го потврди собственото чувство на доверба во младиот Тимотеј. Ке забележите што вели во 5 стих. Тој вели: зошто се потсетувам дека сум свесен за искрената верба во тебе. Ја доби од твојата баба и твојата мајка. Тој сега вели: сигурен сум дека е и во тебе, потврдувајќи во него дека видел нешто во младиот Тимотеј што го раздвижило неговото срце. Тој вели: ја гледам во тебе оваа вера, знам дека е таму. Тој вели: очигледно е дека е таму. Беше во твојата баба, беше во твојата мајка, а сега е и во тебе. И тој вели: јас сум уверен дека е и во тебе исто така. Значи, тој сакаше да го охрабри, велејќи: Тимотеј, јас гледам нешто во тебе што го охрабрува моето срце. Третиот начин на кој сакаше да го охрабри беше да го потсети на неговото семејно наследство. Тој рече: оваа вера што ти ја имаш, прв пат ја видов кај твојата баба, Лоида, и кај твојата мајка Евника. Постои наследство што тој го имаше. Едноставно му велеше како што Бог действувал во нивните животи и види што тој направил во нивниот живот. Сигурно и ти сакаш тој да го стори истото и во твојот. Се сеќавам на мојот собствен живот и размислувам не за мојата баба, бидејќи моите баби и двете починаа пред да се родам јас, туку за мојот дедо. Се сеќавам на верата на мојот дедо и како прекрасно влијание имаше тој врз мене за 5 дена.
Отидов да го видам. Тој живееше во Сајлер Сити, Северна Каролина. Поминав 6 дена со него. Се што правевме беше да разговараме. Јас слушав, тој зборуваше. Се отидов таа недела со мојот дедо со целосно чувство за насока, за мојот живот и за службата. Дури и не сватив што се случи во тоа време. Верата на мојот дедо, Бог направи нешто во моето срце на најнеобичен начин. Никој не може да го пополни местото на татко. Никој не може да го пополни местото на мајка. Затоа тој му вели на Тимотеј: Тимотеј, ти имаш прекрасно наследство во твојата баба и во твојата мајка. Каква вера има овие жени? Потоа го рече не само тоа, туку и четвртиот начин на кој сакаше да го охрабри. Вели: јас затоа те подсетувам да го разгориш повторно дарот Божи што е во тебе. Што правеше тој? Го подсетуваше и потврдуваше. Знам дека Божиот дух слегол врз тебе. Знам дека си надарен и знам дека имаш повик врз твојот живот. Еве го Павле како го охрабрува. Но не е ли вистина дека сите ние треба да бидеме подсетени на тоа, дека некој не сака и некому му е грижа, и дека некој го гледа Бог како работи во нашиот живот и не раст, и некој е свесен за богатото наследство што го имаме, и некој е свесен и дека самата, многу очигледна Божја рака е врз нас, затоа што она што се случува во нашиот живот не може да биде вистина без присуството на Бог. Ја гледам раката Божја врз вас. Знам дека помазанието Божјо е врз вас. Ви благодарам, пасторе. На колку луѓе од Божјиот народ им е потребно тоа. На колку малку од нив некогаш го слушаат тоа, бидејќи луѓето се толку зафатени со својата работа. Тие имаат големи очекувања од својот пастор. Повеќето од нив честопати се апсолутно невозможни. И никогаш не размислуваат. Сакам да ти кажам, пријателе мој, кога последен пат помисли на твојот пастор на тој начин, и кога последен пат застана да му кажеш: само сакам да знаеш дека те сакам. Те сакам што ми ја проповедаш вистината. Те сакам што си верен недела по недела. Те сакам што стоиш таму, знаејќи дека можам да верувам дека моето семејство, додека проповедаш и поучуваш за Евангелието, тие ќе ја чујат вистината. Кога последен пат му кажа дека го сакаш? Кога последен пат му се заблагодари што му дозволи на Бог да действува во неговиот живот? И кога последен пат го потсети на неговото наследство? И кога последен пат му рече: пасторе, знам дека Божјиот дух действува во твојот живот. Не го занемарувај тоа. Секој Божји човек има потреба од тоа. Токму тоа го правеше Павле на Тимотеј. Сега, зошто охрабруваш? Затоа што виде нешто во својот живот. Имаше неколку работи што се многу очигледни во животот на Тимотеј, што можеби предизвикаа тој пламен да почне да трепка. Но, што го предизвикува тоа во нашите животи? Веројатно некој од истите работи. Како знаеме кога е таму? Верувам, веројатно еден од најјасните докази дека пламенот почнал да трепка е топлината почнува да исчезнува. Возбудата и мотивацијата, нешто се случува. Дали кога човек почнува постојано да рециклира стари проповеди, тоа е прилично добар знак дека нешто се случува со пламенот. Амин. Амин. Тешко е за пасторите да го признаат тоа, но ние знаеме дека е вистина. Кога почнува постојано да преработува стари проповеди и гледате што се случува, понекогаш некој достигнува 50 или 60 години или како и да е, одржал домовно проповеди. Оди во нова црква и знаете што се случува. Што прави тој? Наместо да влезе во Божјото слово и да открие нешто ново за Бог и Бог да го држи пламенот разгорен во неговото срце, тој почнува да се смирува и да ги повторува истите стари работи. Не значи дека тоа не е вистина, но она што јас би го помислил за тоа е следново. Некој вели како загревање бисквит. Не можете да загреете стар бисквит колку многу пати. И по некое време станува толку тешко. Не е многу сварливо. Значи, ти и јас треба да запомниме дека проповедањето нешто повремено, тоа е нешто друго. Но преработувањето на истите стари проповеди. Зошто човекот го прави тоа? Затоа што гледате некаде по патот тој губи. Слушајте, никаде по патот неговиот интерес е толку пренасочен што губи. Слушајте го ова. Тој го губи возбудувањето од откривањето нешто ново од Бог за себе. Недобивање проповед, откривање нешто ново за самиот Бог. И така, како резултат на тоа што го изгубил, нешто се случува во неговиот живот. Тој воски, таа возбуда, секој пат кога ќе го отвори Божиот збор. Не каква проповед ќе можам да му проповедам на некој друг, но, Боже, што ќе му кажеш на моето срце? Што ќе направиш во мојот живот? Што ќе откријам ново за Тебе?
Што ќе откриам за твоите патишта, што никогаш порано не сум го знаел. Кажува нешто за тоа што ни недостасува во нашата желба да го познаваме. Никој од нас не би рекол дека го познаваме како што сакаме да го познаваме. Можеби го познаваме доволно за да бидеме толку возбудени и да го обложиме целиот наш вечен живот на него. Но никој од нас не го познава доволно добро. Размислете за ова. Божиот човек добива плата за да го поручува Божиото слово. Знам дека многу лаици би рекле: би сакал некој да ми плати за да го поручувам Божиото слово, да ми плати за да останам на колена и да ми плати за да се подготвам да го споделам евангелието со целиот свет. Ако човекот го изгуби тоа, нешто се случило со пламенот во неговиот живот. Кога ќе се обесхрабри поради работите што се случуваат околу него и почнува да биде депресивен, почнува да гледа наоколу и да ги обвинува другите луѓе за своите околности. Ѓаволот знае како да фрли вода врз пламенот на еден од Божите слуги. Може да биде ладна вода од финансиски проблеми, може да биде ладна вода од семени проблеми, може да биде ладна вода од лажни учења во црквата, може да биде ладна вода од критики, озборувања и сите видови работи што се случуваат во црквата. И пасторот станува предмет на овие работи. Може да биде здравствени проблеми што се развиваат, може да биде фактот дека тој едноставно го губи чувството за визија. А сите ние имавме визија. Сите ние го имавме овој повик врз нашите животи, кога тој прв пат не повика. Ја имавме оваа визија за тоа што Бог сакаше да направи. Бевме мотивирани, имавме потик и енергија. Нешто се случуваше во нас. Не мораше да се возбудуваме. Нешто се случуваше. Нешто се влеваше во нас. Нешто се излеваше низ нас. И едва чекавме да станеме во недела наутро и да споделиме што Бог прави во нашиот живот. Одеднаш, со текот на времето, некако тој пламен почнува да трепери и почнува да згаснува. Мотивацијата ја нема, енергијата ја нема и потикот го нема. И почнуваме да се огледуваме наоколу за да обвините и да видите што се случува. Сатаната точно знае што е потребно. Тој прави се што е во негова моќ да го пригуши и умртви огнот во душата на човек. Значи, прашањето е како повторно да го разгориме пламенот. Она што би сакал да го направам е само да споделам со вас неколку работи за кои мислам дека Бог е во процес и ме научил во текот на годините, за кое знам дека функционира за мене. Првото е ова: кога најмало треперење почнува да трепери во моето срце, првото нешто што сакам да го направам е да клекнам на колена и да се исполнам со Светиот Дух, што значи да го испитам мојот живот и да се покајам за се што Бог ми носи на ум. Повторно исполнување со Светиот Дух. Секој има протекување на Духот повремено во својот живот. Други умови талкаат, влегуваме во работи, ова, она и така натаму. И што се случува? Затоа тој вели: бидете исполнети, продолжете да бидете исполнети со Светиот Дух, затоа што секој пат кога ти и јас ќе донесеме погрешна одлука или одлука што е грешна на било кој начин, голема или мала, што и да е, во тој момент ние не сме исполнети. Тој вели: бидете исполнети со Светиот Дух. И така, едно од главните начини на кој Бог го разгорува својот пламен е тоа што Божиот Дух не исполнува повторно и повторно. Тој пак е во контрола, тој повторно е задолжен. Тој повторно владее и управува во нашето срце. Тоа е број 1. Второто нешто: не ги ставам во овој конкретен редослед од која било причина. Второто е ова: да ги разгледате тие минати времиња во вашиот живот кога пламенот сјаеше и гореше најсилно. Поставете си го прашањето: Боже, што се случуваше во мојот живот кога пламенот на Духот и кога целта, кога визијата, кога мојата мисија и кога мојот повик беа толку важни за мене? Што се случуваше во мојот живот, Боже, во тие денови кога го чувствував Твојот Дух? Толку неверојатно. Едва чекав да дојде недела, едва чекав да влезам во Твоето Слово, едва чекав да откријам нешто друго за Тебе. Што се случуваше во мојот живот во тие денови? Најверојатно ќе откриете некои работи што се случувале, а можеби сега не се случуваат, или можеби ќе прашате: Господе, што се случува сега, а не се случувало тогаш? И така, има нешто во врска со прегледувањето на нашето минато, гледајќи назад, за да видиме како Бог работел во минатото. Што се случувало во нашиот живот? Какви беа нашите околности тогаш наспроти она што се сега? Потоа, кога ќе размислам за целата идеја за повторно разгорување на пламенот. Многу важен дел е ова, а тоа е повторно да го фокусираме нашето внимание на Бог. Гледате, ако ти и јас го разгориме повторно пламенот, едно од нештата што е апсолутно неопходно е да испитаме
На што е мојот фокус? Дали мојот фокус е на црквата? Дали е на околностите во мојот живот? Дали е на работите што мислам дека не се исправни? Работи што сакам? Што е мојот фокус? Дали јас сум, внимавајте, дали јас сум опседнат со Исус? Дали сум опседнат со Него? Дали сум зафотен со работата? Дали сум целосно предаден на работата? Не сум целосно предаден, не сум опседнат со работата. Опседнат со Исус, само со Исус. Како ќе не води Бог, ако не води со своето око, ако ние не сме фокусирани на Него? Има и четврта работа, што мислам дека е многу важна во разгорувањето на овој пламен, како што вели тој, повторно разгорување на дарот што е во вас. А тоа е, внимавајте, да ги отфрлите лагите на сатаната. Отфрлете ги лагите на сатаната. Сатаната ќе ви каже: гледај, ти си обесхрабрен, твоето здравје не е добро и луѓето мислат дека не ти оди баш добро. Едноставно, треба да излезеш од службата. Тоа е она што треба да го направиш. Подобро би било да излезеш од службата. Ќе најдеш работа правејќи нешто друго. Тогаш нема да мора да ги трпиш сите овие луѓе и да ги правиш сите овие работи. И што прави тој? Тој само шепоти и шепоти. Што прави тој? Истура ладна вода врз огнот Божи во вашето срце. Затоа е многу важно да бидете во можност да ги откриете лагите на сатаната и апсолутно да ги отфрлите. И се што треба да направите е едноставно да кажете: во името на Господ Исус Христос, јас одбирам да не верувам во таа лага. Го отфрлам тоа како лага на сатаната. Одбивам, апсолутно одбивам да го прифатам тоа. Замолчи го. Пријателе мој, Божиот дух во тебе ќе ти овозможи да го замолчиш. Не мора да веруваш во тоа и не мора да го признаеш тоа. Не мора да го прифатиш тоа како вистина. Кога сатаната ќе почне да ти кажува дека не можеш да го направиш тоа и нема да функционира, а ти го трошиш времето и никој не се грижи, па што? Знаеш, ѓаволот му го кажал и на Исус ето тоа. Мислам дека апостол Павле сигурно го слушнал тоа од сатаната многу пати. Но тој стоел цврсто затоа што бил посветен на Христос. Што ме доведува, веројатно, до најважното од сите овие. Ова, кога тој пламен почнува да трепка и ти почнуваш да се чувствуваш слаб, почнуваш да чувствуваш малку ладно во срцето. Пријателе мој, најважното нешто што можеш да го направиш е да се повлечеш и повторно. Внимавајте, повлечи се, оди некаде, 3 дена, 5 дена, што и да е, биди сам со Господ Исус Христос и обнови го твоето интимно приватно заедништво со Него. Сега, кога некој човек ќе каже: па јас не можам да избегам 3 дена. Да, можеш. Не ја познаваш мојата црква, но морам да го знам тоа. Па едноставно не можам да издржам 3 дена. Да, можеш. Знаеш како знам дека можеш? Затоа што ако паднеш од оџакот кога ќе се вратиш дома, ќе лежеш 2 недели. Да, можеш. Значи, вистината е дека сите можеме. Проблемот е во ова. Дали сваќам, дали јас сваќам што е потребно за да се разгори пламенот? И пријателе мој, можеш да ги правиш сите овие други работи. Има нешто во тоа да бидеш сам со Него. Има нешто во тоа да бидеш искрен со Него. Во тоа да не се јавуваш на телефон и да не разговараш со некој друг, да бидеш сам. Замолчи пред Бог, замолчи со Бог и замолчи сам со Него. Господи, сакам да бидам се што Ти сакаш да бидам. Сакам да бидам се што Ти ме повика да бидам. Не сакам да ми недостасува ништо. Боже, разгори ја душата на Твојот слуга. Разгори го моето срце. Работи во мојот живот. Исчисти ме, исполни ме, што и да е потребно. Но, Господи, јас сакам да бидам обновен во мојата интимност со Тебе. Најважните, второпласирани во целиот живот се оние моменти кога Ти и Господ, Бог, заедно тивко, слушајќи го Него, дружејќи се со Него, споделувајќи со Него, слушајќи го, дозволувајќи да Ти го исчисти срцето. Што правите? Растете во овој прекрасен, интимен однос со Него. Не постои време. Ништо во животот не е поважно од тоа. Ништо, воопшто. Затоа што, слушайте, нема место каде што горивото се истура пообилно врз пламенот на човечкото срце, отколку кога тој е сам со Бог и ја отвара својата душа пред Бог. Апсолутна, целосна искреност и апсолутна целосна отвореност и вели: Боже, зборувај му на срцето на Твојот слуга. Можеби денес ќе кажете: знаеш, јас само се чувствувам како куп пепел, не само трепкачки пламен, јас се чувствувам како пепел. Слушајте, Бог може да земе пепел и може да предизвика согорување во вашето срце. Некој ќе се запраша: што ти се случило? Не што ви се случило, туку кој ви се случило? И што прави повторно личноста на Исус Христос? Ја добива неговата позиција на Господ на вашиот живот.
совршениот со кого сте целосно обседнати во вашата љубовна врска. Потоа би рекол уште нешто, а тоа е: само вратете се на вашата работа, целосно посветени, ќе правам точно она што Бог вели да го правам, без разлика што, се додека Бог не ме повика дома. Тоа е повторно образување кон работата. Гледате, не се посветувате повторно кон работата затоа што околностите се промениле. Знаете што? Околностите можеби никогаш нема да се променат. Ти и јас не треба да живееме според околностите. Затоа тој рече: не гледајте околу себе. Не гледајте околу себе на околностите во вашиот живот, туку држете го фокусот на Бог, сеќавајќи се. Слушајте го ова внимателно. Бог не ве повика ако Бог не ве повика освен, Бог не ве повика можеби. Тој ве повика да одите постушто пред Него и да го следите. И тој вели дека кога одите преку водите, тие нема да ве преплават. Затоа, сакам денес да ве предизвикам и да ви поставам едноставно прашање. Дали би рекле дека пламенот во вашиот живот е исто толку светол денес како што беше кога Бог прв пат ве повика да проповедате? Или можеби е посветол? Се надевам. Дали би рекле дека денес сте повеќе зависни од Него од кога било досега? И дека искрено можете да кажете со сето свое срце целосно предавање, целосна зависност, целосна доверба и целосно фокусираност на Тебе. Тоа е она што Бог го сака во нашиот живот. Нашиот пламен ќе гори најсилно и никогаш нема да трепка, се додека можеме да му кажеме: Татко, целосно предаден, целосно зависен, целосно доверлив и целосно фокусиран. Тој пламен ќе биде како жртва, што никогаш не трепери ниту еднаш. Ако сте биле благословени од денешната програма, ве молам посетете не на веб страната intouch.org. InTouch, водејќи ги луѓето низ светот во поголемо заедништво со Исус Христос и зајакнувајќи ја локалната црква. Оваа програма е спонзорирана преку службата InTouch и е овозможена преку Божјата благодат и вашите верни молитви и дарови.